Всушност станува збор за прв камп кој што го организираме. Идејата тлееше малку подолго време, но се одлучивме да ја реализираме оваа година. На прашањето зошто се одржува во Разлог Бугарија, повеќе можем да кажем дека тоа е од причина од сместувачките капацитети, значи условите на терените за работа кај што ќе работат децата. Значи причината беше едноставна, имавме овде проблем со нашите терени, не се завршени, значи сместувачките капацитети не се доволно големи и затоа се одлучивме на еден ваков поток да отидеме во Разлог Бугарија. Подготовките течат во најдобар ред, како што кажавте, од 16 до 21. Кампот ќе се одржи во Бугарија. Учество до сега имаат пријавено 310 деца, од кои што грото, значи негде 90% се од филијалите кои што работат под името Пандев, тоа се школите значи во Брод, Тетово, Скопје, Прилеп, нашата академија овде во Струмица, Штип и така натаму. Меѓутоа посебно ме радува што ете најде на одзив и надвор од границите на Македонија и можем да се пофалам дека веќе имаме пријавено едно дете на возраст 2006 година од Австралија, имаме две дечиња од Србија, од Ниш, имаме две дечиња од Бугарија, така да се добива на публицитет и мислам дека ќе организираме солиден камп за децата да стекнат искуство. Која генерација на деца може да се пријават, односно се веќе пријавени, дали има одредени ограничувања и како се планира тој камп? Значи вака, возраста е од 2004 до 2010 дечиња родени. Се работи на терен, на главниот терен во Разлог и помошниот терен. Ќе се работи на 7 станици, ќе има 2 тренижни единици во текот на денот. Посебно ме радува што наши гости и презентери на работа со млади категории ќе бидат нашите пријатели од Шпанија, господинот Александар Сегерас заедно со неговиот асистент, кој што има 8 години работено во Реал Мадрид, моментално е со ангажман во Рајо Валекано, новиот прволигаш во Шпанија. Исто така ни доаѓа Ангело Зазополос од ПАОК, координаторот до 17 години на ПАОК, освојувач на титулите со U15, U17, значи целта ќе биде да ја презентираат работата на овие познати школи на шпанската методологија и една од најдобрите школи во Грција, тоа е ПАОК од Солун, а секако нема да изостане овде и дружењето. Како награда за сите дечиња ни доаѓаат Горан Пандев и неговите менаџери Леонардо Корси и Давиде Бега, кои што ќе имаат задача од сите тие 310 дечиња да изберат 2 и 3 најталентирани и да им се овозможи еднонеделна проба тест во Емполи, Дженова или некој друг суперлигаш од серија А. Претпоставам дека со овој прв камп ќе ги означите контурите на еден ваков камп. Планирате ли го во иднина вакви кампови да организирате и понатаму? Дали истиот планирате да биде традиционален во интерес на децата на Академија Пандев и филијалите на Пандев? Секако, значи во иднина планираме, значи ова е прва година, нормално почетоци се секој пат тешки. Во првата година, значи многу повеќе ќе посветиме внимание на организацијата. Се надевам дека нема да имаме некои големи пропусти. Заборавивме да кажеме дека учеството на самиот камп изнесува 9000 денари, што е некоја прифатлива цена за разлика од некои кампови кои што се по 18, по 24.000 денари. Меѓутоа пред се многу побитно ми е дружењето на самите деца, стекнувањето на нови искуства, запознавањето со работа по шпанската методологија, по грчката методологија и нормално да извлечеме поуки и сугестии од супервизорите кои што всушност ни доаѓаат од Шпанија и од Грција. Каква беше интересот? Имаше ли главоболки Академијата да направи селекција или Секако, значи кампот е отворен за секоја возрастна дечиња, од прилика ние ги знаеме бидејќи на кампот ќе присуствуваат и 24 тренери од нашите школи. Тие се дечиња кои што тренерите ги знаат нивните квалитети, веќе се направени селекциите, поделени се по групи, се стартува значи од првата станица, има ротации и секако дека има интерес, дури и денес ни се превиваат и дечиња кои што се заинтересирани за голмански тренинзи. Ние сме отворени, значи до петок ги собираме сите информации, мислам дека таа бројка би се движела негде околу 10 дечиња нови.